Во паника за својата безбедност и можноста од подкупување на темелите, станарите од познатата штипска зграда Промеја денеска со протест бараат итно стопирање на градба на објект во нивна близина. Загриженоста што доста време сега беше со одрони, со водата навлегува и под земја, во зид и слично и се настануваат одрони. Тие одрони не знаеме како е правена зградата на време, да речеме дека е правена како што треба. Али тие одрони може да предизвикат нарушување на статиката на околните објекти. Списокот на барања кај незадоволните граѓани е поширок. Имаме внуци, парафнуци, нема кај да ги изнесеме надвор и да сакаме, немаме, гледаш го местото какво е расипано и не ни направи едно паркче, не ни направи можност една патека, салам, видели дето сега ще го донесе жената? Дека ќе го носи? Да се направат, ако се прави нешто, што ми е веќе раскопано, да се направат паркинзи за станарите, меѓу нив да се поставят цвеќе и зеленило и на некој просторче да се направи игралиште за дечињата како што направија сите. Во меѓувреме на протестот дојде и градоначалникот Иван Јорданов. Тој им изрази подршка во нивното настојување да нема проблеми околу нивната безбедност, но и она што се гради да биде во рамките на планот. Доколку не, најави градоначалникот, градба нема да има. Севкупно досега има доспеано над 1 милион денари средства пенали кои што инвеститорот требало да ги подмири. Повеќе од половина милион денари се подмирени. Од негова страна, она која што е негова обврска е некаде околу 700.000 денари да се подмират како пенали или казна затоа што не е запазен временскиот рок на градба на објектот кој што е предвиден според деталниот урбанистички план. Доколку овие средства во време трајање од 1 месец не бидат платени, тогаш стапува на сила обврската која што имаме ние како општина, односно да ја превземеме земјата во наша сопственост. Незадоволството на станарите е присликано во нивната петиција, која на адреса на градоначалникот и одделението за комунални дејности беше доставена со истата цел. Овој простор да добие слика адекватна на барањето на граѓаните.